И здраво на сите, поздрав до сите што ќе го гледаат ова видео. Дали е мит или вистина? Ќе дознаеме денеска, кажав веќе дека ќе зборувам на оваа тема. Значи темата е турското злато. Вака сега, ако видиме убо, Македонија е земја која што видела многу националности, религии, култури и така натака. Значи многу луѓе поминале низ Македонија, некои останале да живеат 7 ден денеска, а некои си заминале од тука. Така да, најинтересен период за Македонија е Отоманската империја. Значи, период кога османлиите си заминувале во својата татковина. Значи, османлиите кога си заминувале во својата татковина и ги напуштале своите домови направени од камен, своите амами, своите каудрамисани улици, пошто од нивно време се улиците направени така. Така да, од тој период, па навака се верува дека богатите семејства, беговите, оставиле многу злато во нивните домови, односно во нивните подруми скриени или во нивните дворови, близу нивните дравја или близу нивните чешми. Дури некои најдуваат мапи од нивните турски гробишта каде што се спојуваат некои места каде што можат да најдат некое скриено богатство, некој накит, монети, златни парички и така натака. Значи, од тогаш, па навака се верува. И да, тоа не е мит, тоа е вистина. Македонија е полна со злато, дел извадено, значи од тие што биле попаметни имаат искористено. Доста археолози, значи, имаат пронајдено низ Прилеп, Битола, Кичево, Кратово, делот од Мариово, нормално Битола, Прилеп, имаат многу пронајдоци. Значи, некои монети, нешто така, некои парички позлатени и така натака. Значи, тоа не е мит, тоа е вистина. Се уште постојат места кои што не се откриени, некои кујки што кријат, некои богатства што ги оставиле турците, но се заштитени. Некои од соседите, некои луѓе го знаат тоа, па го кријат, или пак, не знам, од државата се заштитени некои места, како например кај на Смаркови кули или делови од Мариово, каде што не можат да дојдат некои трагачи до целта, пошто нормално државата ги штити тие места. Така да, и има друг вид на заштита кој што го користеле турците. Значи, тоа ти е негативната сила според некои сознанија и според некои обичаи, некои магии што тие ги знаеле, значи превземајки ги од арапскиот свет, значи имаат оставено некое проклетство, некоја негативна сила што и ден денеска да имаш некој пронајдок, значи да најдиш нешто во некое место, без разлика дали ќе биде во некој напуштен амам или во некоја чешма или во некој двор од некоја турска напуштена куќа, значи самиот накит, самото богатство има некоја негативна сила. Значи, има луѓе кои што пронајделе, го зеле нештото и тие со текот на времето, за брзо време, не знам, биле мртви или ги погодила некоја болест, така да не се надевајте, иако е вистина, иако има многу места што се уште не ги знаеме, а имаат вистина некои скриени богатства, значи, и да ги дознае човек и да оди таму, не се надевајте дека и да го земете тоа злато дека ќе биде добро со вас, дека и понатака ќе бидете успешни и добри, и дека вашето здравје ќе биде окей, и дека со семејството ќе биде окей, и дека ќе успеете, не. Значи, и да пронајдете тоа останува таму. Значи, тоа си е за таму. Не се земат такви пронајдоци, такво злато не се зема, пошто нормално може, како што кажав, да те обземе некоја негативна сила, или пак ако не е така заштитено, може државата да те пронајди, да те казни. Така да, поздрав луѓе, мислам дека бев доволно јасен за ова. Така да, тоа е тоа. Поздрав, чао.